Добар ден, јас сум Марина Иванова, професор по македонски јазик и литература во Средното училиште на град Скопје Георги Димитров. Денешната наставна единица е реализмот во светската литература. Целта на часот е ученикот да ја знае да коментира раслоеноста на реализмот во рамките на светската литература, да ги споредува и да прави разлика помеѓу реализмот во 19-тиот век и нивните наследници во 20-тиот век, со акцент на реалистичното писмо, да ги знае одликите на социјалистичкиот реализам и да ги знае представниците и нивните творечки карактеристики. Ќе започнеме со активирање на претходното знаење. Можете да се запрашате и да се подсетите што подразбирате под терминот реализам, кога се појавува реализмот како книжевен и уметнички правец, до кога трае и кои се тие промени што се случуваат во 20-тиот век, посебно за време и по Втората светска војна, како и да се подсетите што подразбирате под поимот социјалистички реализам. Сите овие прашања можете да ги одговорите подсетувајќи се на некои историски настани кои што сте ги учели по предметот историја. Како одговори и очекувани одговори, ќе напоменеме дека под терминот реализам се подведува заедничкиот аналитички интерес на писателите кои во 19-тиот век ја истражуваат условеноста на поединецот од општествените механизми, односно ја прикажуваат стварноста онаква каква што е преку наблюдување на човекот и надворешните услови на човековото обстојување токму во општеството, и тоа го представува критичкиот реализам, за разлика од оној реализам кој што ја представува внатрешната стварност на човекот како општествено битие, го представува психолошкиот реализам. Реализмот како книжевен и уметнички правец се јавува во четвртата деценија од 19-тиот век, згаснува во истиот век помеѓу 70-тите и 20-тите години. Во 20-тиот век пак се забележуваат брзи општествени промени, особено по Втората светска војна, и некои земји во Европа се воведуваат социјалистички систем. Политичката карта на светот брзо се менува, се случуваат редица на научно-технолошки пресвртници, во литературата се појавува и нов профил на писатели кои што се космополитско ориентирани и упатени се кон сопственото национално средиште, но прекупирани и воопшто со состојбите во светот во кој што живеат и творат. Социјалистичкиот реализам представува во литературата е представен како функција на социјалистичкото уредување и книжевноста по својата форма настојува да биде национална, достапна на широките народни маси и да го издигнува народот, односно идеолошката свест кај народот преку литературата, преку ангажираноста на истата. Тука имаме создавање на значење, односно даваме акцент токму на реализмот во светската литература на 20-тиот век и ќе започнеме со појава особености и представници. Како книжевен и уметнички правец се јавува во четвртата деценија на 19-тиот век, напоменавме, ќе повториме дека згаснува во истиот период, односно во истиот век помеѓу 70-тите и 90-тите години, но сепак во 20-тиот век тој доживува низа на трансформации. Сега има разлика помеѓу реалистичната школа на големите реалисти од 19-тиот век, како што се Балзак, Флобер, Стендал, Толстој, Достоевски, Чехов, и оној реализам кој што како правец се јавува во 20-тиот век, него го интересира токму стварноста онаква каква што е, односно ќе направиме разлика помеѓу поимот реалистичко и реалистично. Реалистичко ја подразбира на специјална поетика на реалистите од 19-тиот век, додека пак реалистично е секоја уметност која ја интересира стварноста. Омилена форма на реалистите е романот, кој што е најширок поглед во сложеноста со која се представува животот, и како новиот реализам кој што се јавува во 20-тиот век, раслоен, дезинтегриран или модернизиран. Тука се јавуваат повеќе автори, кои како што се Марсел Пруст, Андре Жид, Джеймс Џојс, Вирџинија Вулф, Томас Ман, Франц Кафка, Вилијам Фолкнер и останатите. Дел од овие ќе ги работиме токму во наредните часови во четврта година. Карактеристики на реалистичното писмо. Реализмот од 20-тиот век во прозата главно се ориентира кон свеста на ликот, кој го прецепира општеството, не само кон општеството, всушност реализмот на свеста, не реализмот на општеството, и тоа представува психолошки модел на нарација. Се напуштаат деталните описи на ликовите, анализата на општествените проблеми, се дава акцент на психолошкиот портрет, интензитетот со кој свеста ја доживува стварноста, а не широчината на погледот врз таа стварност. Описот на деталите кои што ги има ликот во 19-тиот век
за да потврди веродостојноста на она што се раскажува, представува и реалниот простор го прикажуваат реалистите во 19. век, додека во 20. век во делата доминира асоциација, а просторот во кој што се даваат описите представува символично. Раскажувачот во 19. век знае се за ликот, за неговите настани од минатото и иднината, тој представува се знаечки наратор и има надредена позиција, додека раскажувачот во 20. век знае онолку колку и ликот, раскажува од аспект на некој лик или ја менува позицијата во зависност од чиј аспект раскажува. Одлики на социјалистичкиот реализам. Руската асоциација на пролетерските писатели на првиот конгрес одржан во 1928 година го поставува барањето за воспитната функција на книжевноста како средство за идеолошко воспитување на народот. По Октомвриската револуција и победата на социјализмот во тогашниот Советски сојуз под влијание на Максим Горки, го знаеме со најпознатите негови романи Мајка и на дното, и со залагање на Сталин се развива таа книжевна доктрина социјалистички реализам. Зашто подоцна Максим Горки се покајува за тој период од неговиот живот и бара начин некако сето тоа да го надмине и да даде некаков начин промена во своите идни дела, дека се освестува од таа доктрина на социјалистички реализам. Тој социјалистички реализам ја представува и клаузулата донесена на првиот конгрес на советските писатели во 1934 година, и тоа било задолжителност на социјалистичкиот реализам за сите членови на Советскиот сојуз. Се распуштаат авангардните книжевни движења, се става уметноста во служба на будење на социјалистичката свест и на комунистичкиот прогрес во земјата. Писателите принудувани на молк, пишувале по нарачка, дела каде јунаци на романите главно биле работниците, представени како стануваат во мугри со песна заминуваат кон своите фабрики, понесени токму од идеалот за подобро утре, а додека во реалноста истите тие работници се гладни и слабо платени. Максим Горки, реков за среќа, навреме се откажал од тој идеал и подоцна разочарано пишувал за обидите да се програмира уметноста. Романот, поезијата и драмата секако дека претрпуваат некакви промени и ќе речеме дека романот е најпогоден жанр. За предходница на социјалистичкиот роман се смета Мајка на Максим Горки, каде тој е посветен на борбата на работничката партија. Се фаворизира така наречениот производен роман со тематика од индустриализацијата и колективизацијата. Познати дела токму на Шолохов се Разединета целина, а на Толстој, Алексеј Николаевич Толстој, романот Од помаките. Поезијата го напушта авангардизмот, се става во служба на револуцијата, а како пример за поет кој прави компромис помеѓу таа задолжителност на соцреализмот и авангардата од друга страна е Борис Пастернак. Тој со својата поезија третира теми за односот меѓу интелигенцијата и револуцијата, тема која подоцна ќе биде провокативна токму во надминувањето на соцреалистичката доктрина. Драмата нагласено го изразува барањето за историскиот оптимизам, оној оптимизам кој не попушта ниту во услови на логорско измачување или тешка работа при изградба на тие монументални градби. Афирмираниот драмски писател Исак Бабел станува жртва на Сталиновите репресии. Неговите драми Залез на сонцето и Марија се прогласени од критиката за неподобни токму на социјализмот, а додека пак Михаил Булгаков бил прогонуван и вршено му е влијание за тематски измени во драмата Бела гарда. Гледаме дека се прогонувани, замолчувани, убивани, но сепак не ја прекинале својата лична борба. Посебно талентираните писатели ја враќаат уметничката вредност и слободата на изразување. Тоа што значи подразбира одстапување од нормата на соцреализмот и пробив повторно на модернистичките елементи. Борис Пастернак во романот Доктор Живаго внесува силни лирски елементи, Михаил Булгаков во романот Мајсторот и Маргарита внесува сатира и гротеска, Александар Солженицин во Одел за рак, во Првиот круг, исто во тие дела внесува полифоничност. Со надминувањето на нормативната поетика преку креативноста на писателите и искреноста во книжевноста се добива потврда токму на 20-тиот конгрес на Комунистичката партија на Советскиот сојуз 1956 година. Се враќа уметноста во рацете на писателите, се враќа уметноста во рацете токму на талентираните и авангардните писатели кои веќе даваат една порака и лично и јасно проговоруваат за
се она што не им се допаѓа токму во општеството и како е третиран токму уметникот. Имаме последно вреднување и примера, да се потсетите и да одговорите на следниве прашања, да се потсетите кои се разликите помеѓу реалистичното и реалистичкото, одликите на представниците на 20-тиот век, кои се карактеристики на реалистичното писмо во 20-тиот век, кои се заложбите токму на работничката партија, кои се основните одлики на социјалистичкиот реализам и кои се оние автори кои отстапуваат од нормата и создаваат нов модерен облик на литературата. Со овие прашања ќе можете да се потсетите на она што го слушнавте на овој час. Ви благодарам на вниманието.